Добар ден од убавото Кавадарци. Добар ден, почитувани сограѓани. Денес заедно со советничката група од ВМРО ДПМН и коалицијата и носителот на истата доктор Стојанчо Рамов ќе ви испрезентираме уште неколку големи проекти кои се дел од изборната програма, а се клучни за потребите на сите граѓани. Најпрво да ви известам дека советничката листа е составена од квалитетни, образовни кадри, секој еден од нив е почитуван во доменот во која работи и функционираат. Советниците кои во идиначе работат заедно со мене, за младите, за вас, за сите нас, за Кавадарци да го направиме уште помодерно, поевропско место за живење. Затоа што е наш дом, наше огниште. А сега би почнал со промоција на неколку проекти кои се многу важни и кои граѓаните верувам дека би сакале да ги слушнат. Проект изградба на стационар за живот. Со овој проект ќе се постигне намалувањето на бројот на куќи и бездомници, а с тоа ќе се зголеми и безбедноста на граѓаните, како и заштитата и изгрижувањето на куќињата. Воедно ќе се подигне и свеста за одговорно соседништво, поттикнување на граѓаните да ги регистрираат, вакцинираат и стерилизираат своите миленици. Сите овие активности ќе бидат офатени преку изградба на стационар, кој ќе биде целосно опремен, вклучувајќи и шинтерска служба која ќе биде дел од овој стационар. Проект обнова на возниот парк на јавно предпријатие Комуналец. Во насока на зголемувањето на нивото на хигиената во градот. Ќе се набава нова цистерна за перење на улици, набавка на 2 нови камиони за износ на смет, што ќе се придонеси кон подобрување на хигиената во градот, како и отпочнување со износ на смет и во селските средини. Проект воведување на едносменска настава во сите средни училишта и набавка на училишни автобуси. Набавка на 9 училишни автобуси за превоз на ученици од основните и средните училишта. Со ова ќе се обезбеди бесплатен превоз на ученици на кои им се следува преку бесплатен превоз, кои живеат на оддалеченост поголема од 2 километри. Автобусите ќе бидат унифицирани и брендирани. Ова се уште 3 од големите проекти, како што напоменавме вчера, вкупно ги има 180. Во наредниот период очекувајќи презентација и на останатите, затоа што сите се во изработка во програма и се остварли. Неопходни и граѓаните вистински го заслужуваат тоа.